Настинки, грип, ковид и алергии. Граѓаните се соочуваат со еден куп вирусни инфекции. Амбулантите се преполни. Сите пациенти се со различни симптоматологии, велат докторите. Според нив, променливото време и разликата во температурата од 10 степени во едно деноноќе се повеќе ги разболува граѓаните. Матичните велат дека после новие 2-3 недели, поради студените ноќи и утра, секој ден имаат и по десетици пациенти кои се жалеле на настинки или вирози. Грипот е цело време присутен и тој никогаш нема ни ден или да исчезне. Ковидот е присутен, иако не толку се разговара за него и за жал не се тестира. Па не можеме многу да коментираме колкава е таа бројка на заболени, меѓутоа заболени има. Секако веќе почнува една сезона на стомачни тегоби, односно стомачни вируси, кои што ќе ги гледаме време и време сега понатака, особено во летните временски периоди, и секако мора да се напомене и големото присуство на алергиските реакции, алергиската состојба, која што е се позачестена со оглед на раното процветување на пред се липите, Скопје е познато по липите. Матичните велат никако да не се пие антибиотик на своја рака за настинка без да биде направен лекарски преглед и лабораториски анализи. Кога станува збор за настинка, граѓаните да земаат терапија според симптомите кои ги имаат. Што се однесува до термините за потешко болните на кои им требаат специјалистички прегледи, матичните алармираат дека секојдневно се соочуваат со проблеми на мој термин. Тие велат дека пациентите на одредени клиники чекаат термин за преглед и по 3 месеци. Ако говориме пример за офталмологија, верувајте нема да најдете за 2 до 3 месеца. Ако говориме за урологија, исто, ортопедија, нешто слично, има термини за интерниста, тоа мора да се нагласи, рентген, снимки и слично, значи тоа се зависи од типот на специјалноста која што ни е потребна, меѓутоа мора да нагласиме дека тука за жал стратегијата е уште одамна погрешена, бројот на специјалности сосема легитимно се намалува согласно бројот на специјализации кои што се пропишуваат назад години, не сега. Според доктор Трајковски, дополнителен проблем во здравствениот систем е и заминувањето на доктори и медицински сестри од државата. За 3 децении тројно е намален бројот на доктори. Според проценките, годишно си заминуваат 200 до 250 лекари.